Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 587 издание. Официјално ја започнуваме 16-тата сезона на Дансе Макабре со жанровска емисија, посветена на хорор филмовите кои се појавија во летниот период, помеѓу 15-тата и 16-тата сезона, за да бидеме доследни и да го пред се проследиме секое значајно филмско издание за кое вреди да се искоментира во рамките на емисијата. Веќе знаете дека подготвувам листа на 50 најквалитетни хорор филмови за 2024 година, на која моментално се наоѓаат 25 филмови кои заслужуваат по сите нишани да бидат таму, и има десетина филмови кои чекаат годината да биде понеквалитетна за да го најдат своето место на неа. Филмови кои се прилично солидно екзекутирани, но секогаш оставам простор да бидам позитивно изненаден, особено во октомврискиот период, односно месецот на хорор жанрот во кој што влегуваме денес, односно периодот кога ќе се појавува минимум по еден хорор филм секој ден со дискутабилно значење и квалитет кој што го поседува тоа филмско остварување кое имаме можност да го проследиме и ќе имаме можност да го проследиме секој ден. Од таа листа на 10 на 50 најквалитетни хорор филмови ќе се изберат 10 кои ќе бидат проследени во последното издание на Дансе Макабре календарско во рамките на сезоната. Традиционално веќе тоа повеќе од една деценија се практикува, од кои се бира најквалитетниот хорор филм кој ќе биде најпредставителен всушност за самиот жанр и ќе биде синоним за 2024 кога би се навраќале на назад како што тоа го правиме секоја година, за да согледаме што точно не плашало во рамките на оваа година. А за денешното издание избрав 13 филма од различен поджанр, па ако сте пропуштиле некој од нив ова лето, сега е моментот да го запишете нивното име и да ги побарате и да ги погледнете во предстојниот период кој се надоврзува, односно се доближува до Хелоуин, односно до празникот кој го чествуваат сите љубители, односно миленици на хорор жанрот. А почетокот на емисијата го посветивме на уште едни фаворити на оваа емисија, односно Кробот. Ги слушаме композициите Obsidian и Nothing, кои се наоѓаат на нивното ново студиско издание, именувано како Obsidian. Тоа е петтиот нивен студиски албум, кој го само издаваат, односно еден бенд кој што според мене е некаков синоним за тоа кога ќе се спомне како треба рок-н-рол денес да звучи, со сите квалитативи кои треба да ги поседува. Првиот бенд кој што ми е аналоген на таа констатација се овие момци од Пенсилванија, од САД, а од овој албум ќе слушнеме и нината композиција Метал, така што ова е еден моќен хард рок бенд со влијание од стонер рок, од фанк, од хеви метал, прото хеви метал, така што ова е еден според мене квалитативен проект кој треба да биде синоним за денешниот рок-н-рол кој не е толку популарен колку што тоа треба да биде, меѓутоа за љубители на Wolfmother, Queens of the Stone Age и Soundgarden ова дефинитивно е бендот кој треба да го слушаат. А Дансе Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието, тука уметниците се вистински херои, не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи пред се квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 587 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре со своето 587 издание и по милозвучните рифови и мелодии на Кробот. Ви ги најавувам 13 филмови за кои ќе ви говорам денес, односно филмови кои сметам дека беа најреминесцентни за летниот период, кој беше помеѓу 15-тата и 16-тата сезона, кога Дансе Макабре не го преспавува лето, току будно и активно ги гледаше овие филмови за време на ноќните периоди кога е предвидено да се гледаат хорор филмовите, со тоа што денес ќе ви говорам за слешери, духови, вонземјани, зомбија, секаков вид на кошмари, убијци, вампири и
човеколики птици, што и да представуваат тие во филмот во кој што се составен дел. Меѓутоа, емисијата ќе ја започнеме со филм кој беше прилично актуелен во летниот период и само да напоменам уште овој чинител дека не се подредени по квалитативни одредници овие филмови, едноставно се ставени на купче затоа што во текот на годината не ги рангираме. Единствен ден кога се рангираат е последната календарска емисија на Дансе Макабре, кога се подредуваат врз основа на квалитетите кои ги поседуваат. Денес едноставно ви ги приложувам, односно ви давам рецензии за филмовите, а првиот од нив ќе биде филмот Максин. Максин е режисерско остварување на Ти Уест, 10-ти негов, ако не се лажам, долгометражен игран филм по The Roost, House of the Devil, The Innkeeper, Sacrament, има работено и кратки сегменти од VHS антологијата, секако до епизоди од ТВ сериите Them, Wayward Pines, The Exorcist, Outcast, а потоа работеше на комплетирање на трилогијата X, Pearl и Максин и моментално работи на Night Business, односно на филм за серијски убиец на екзотични танчерки, што и не е многу далеко од тоа што се одвива во Максин, еден од предводниците на модерниот хорор филм е Ти Уест, кој ја комплетира својата трилогија, предводена од неговата муза Мија Гот, која во овој филм ја забележуваме како старлета која сака да се пробие од порнографските остварувања во холивудските дела, но тоа пливање во водите на станување на старлета на холивудскиот булевар со звезди е пат кој е прилично поплочен со крв. Секој од трите дела на трилогијата има засебна естетика, дали е тоа Texas Chainsaw Massacre за X или пак Technicolor аспектот на Pearl, но во Максин доминира холивудскиот гламур на 80-тите во светкавиот град, значи интензивирано е се конкретно визуализацијата, кој со помош на лојалниот кинематографер Елиот Рокет го снима градот на звездите да изгледа како еден светкав кошмар во кој не запирлив е всушност ликот кој глуми Мија Гот, односно насловната Максин. Несомнено дека Вест ја прави обесправената паралела на деградирањето на хорор жанрот на рамниште на порнографската фела и всушност преку обидот да се направи артистичко дело во рамките на жанровските конвенции како еден начин да се даде до знаење на светската јавност дека може да има естетско вредно дело, дека може да има висок артистички потфат во рамките и на жанровската конвенција, што е еден силен и еден дрзок коментар кој му е на место на Ти Уест преку овој филм, каде светот смета дека нема место, например, за артистичка експресија во рамките на жанровската кинематографија, што не е точно, и прави една аналогија со всушност собствената кариера, каде елитистичката, се извинувам, филмска фела никогаш не го прифатила него како врвен естет и автор, бидејќи невозможно е за неа да го согледа естетското богатство кое пред се го има оставено тој во жанрот, кој љубителите на жанрот многу добро го знаат квалитетот кој го алудира неговото име, кој иако мене ми е еден чекор до големите. Секогаш е еден чекор до големите, никогаш не е во нивното друштво и не можам да кажам дека е денешниот Вест Крейвен, но е да биде на чекор до денешните Вест Крейвен и Џон Карпентер, ако може така да се рече. Меѓутоа, филмот за мој вкус е многу безбеден, Максин е глорифицирана до немајкаде, иако ликот на Кевин Бейкон можеше да ја стави во многу поголема опасност, за да согледаме всушност колку е таа навистина моќна да се измолкне од небрано, прогонета од убиецот во Лос Анџелес, односно самиот Најт Стокер, со една многу фина нишка на джијало елементи во неговото прикажување. Една прекрасна фетишизација на Холивуд од 80-тите години, ексцесивната филмска и музичка сцена пред се, како и самиот продор на жанровското продолжение, за кое, например, е најмена на Максин да глуми во ова филм. Уште еден коментар даден дека само во продолжение, нели, на воспоставени серијали може да се најде место за некоја си идна звезда, ако може така да речем. Бомбастичен хорор филм е во прашање, кој го засади семето на злото насреде гламурозниот град на пандантите ангели во 1985 година. Нема сила што може да ја запре Максин,
која има намера да стане филмска звезда по секоја цена и во тоа ќе успее, се разбира. Најголемиот хит на A24 за ова година, така што топла препорака од моја страна е да го погледнете комплетирањето на оваа трилогија на Ty West, составено X-Pearl и Максин. А во продолжение слушаме најавата за Елиен Ромелус. Елиен Ромелус во режија на Феде Алварес, тој е уругвајскиот режисер кој го знаеме по ремейкот Evil Dead, од 2013, ако не се лажам. Дон Брит е исто така негов, потоа The Girl in the Spider's Web и моментално работи на два проекти за кои што се знае. Едниот треба да биде некаков вид на Shining во Белата куќа и другиот 16 States, своевидно видување на зомби пандемијата од страна на Феде. А Елиен Ромелус е филм во кој во обид да започнат нов живот вселенските колонизатори на една нова вселенска станица наветуваат на воземјанските створови кои веќе имаат уништен еден вселенски брод и немаат проблем да го уништат и нивниот со кој што патуваат до вселенската база. Откако Елиен стана Дизни принцеза, сите бевме загрижени како ќе се одвива серијалот, кој самиот Ридли Скот го финишира со две прилично невпечатливи и недораснати изданија за серијалот, според мене, односно Прометеј и Ковенант, но Феде, барем мене лично, не ме разочарал со ништо што претходно го работел, затоа што крвавиот уругваец е доследен автор кој не може никој студио да го влече за нос, така што преку неговиот Елиен на лојалните фанови им ги даде најдобрите хитови од првите два филма, заради тоа што знае многу добро што функционира во нив, со оглед на тоа што действијата се одвива технички, ако гледаме хронолошки, по завршувањето на оригиналниот филм, а и квалитетот не е далеку од првите два филма, со тоа што се запознаваме со во еден предолг манир, според мене, за почетокот на филмот, со тоа мноштво на протагонисти кои никогаш не го милувам кога треба да бидеме бомбардирани одеднаш со нив, кои штом се оставени сами со плејада на фейсхагери, ќе видат сотрени еден по еден. Комбинацијата на практични со CGI ефекти има во делото, што би се очекувало. Неколку впечатливи вселенски летања може да се забележат, кои дефинитивно се вредни да ги погледнете на големото платно. Имаме одлични пресметки со испилените ксеноморфи и имаме забременување и секако едно незаборавно појавување на малиот, ако така го наречеме условно кажано, кој треба да биде некој си missing link, односно во еволутивниот гап, односно во јазот во еволуцијата на ксеноморфот, кој се појавува, се разбира, во самиот епилог, така што има голем дел на референции од првите два филма за тие тврдокорни љубители. Мислам дека ќе уживаат во сите тие аналоги кои што ќе бидат повлечени во нив, особено со андроидите кои секако дека треба да бидат составен дел од секој екипаж, кои и тука си имаат својата, се разбира, значајна улога и има неколку алварезови белези, ако можеме така да ги наречеме, кои што со помош на кинематограферот на Гретел и Хансел, односно Гало Оливарес, ги вметнува во тие мрачни ходници со језивата музика на личниот Бенџамин Велфеш. Според мене е на рамниште зад првите два филма од серијалот, пред останатите филмови, додека Фокс го почитува Феде и неговите избори и го држи Ридли подалеку од серијалот. Мали се шансите да има некаква си утка како претходно. Едноставно ова е кино спектакл на летото, како што представуваше Елиен Ромелус, кој што демонстрираше дека за формулата за да се направи еден успешен Елиен, секако дека треба да има издржливи протагонисти и една кралица која многу тешко ќе биде за да биде совладана и мал милион на фейсхагери, честбрстери и сите тие подвидови на меѓуфази кои се воспоставуваат во рамките на вонземјанинот, кој едноставно сака да си преживее благодарение на туѓите човечки тела во кои што се вгнездува. Така што Елиен Ромелус е едно, според мене, многу успешно продолжение на сагата и пополнување на тој хронолошки јас помеѓу првиот и вториот филм на најдобар можен начин. Во продолжение слушаме најавата за AMFAD, All My Friends Are Dead.
AMFD AMFAD All My Friends Are Dead е шестиот филм во режија на Маркус Данстан, продуцент и косценарист на сите филмови од серијалот Пила, односно Со, потоа режисер на The Collector, The Collection и во очекување сме веќе една деценија на The Collected, да ја комплетира неговата трилогија, потоа исто така во меѓувреме беше режисер и на The Neighbor, Pilgrim епизодата од Blumhouse TV серијата и Unhuman. AMFAD е филм за друштво на факултетли кои изнајмуваат еден Airbnb со намера да одат на најголемиот музички фестивал Кармапалуза и да се журкаат, се разбира, само што еден по еден ќе бидат убиени од страна на убиец кој има дигитална маска на лицото, што е уникатен потфат во жанрот кој досега во слешер водите не сме го погледнале, барем не некој на кој што јас се сеќам, колку и да се секундарни неговите режисерски потфати во поглед на пилите. Јас имам огромна почит кон неговото дело, затоа што ден денес се бори за правото на слешер хорор филмот да биде крвав, како што беше во 2000-тите, кога беше предводник на торчер хорор под жанрот, па секогаш кога ќе го видам неговото име дека има намера да се инволвира во убивање на групација на млади, прилично неталентирани и разгалени дечишта, со задоволство приоѓам на гледањето на неговото ново филмско остварување, како што тоа го направив и со неговиот претходен филм, односно Unhuman. Со Енди Ходжсон тука се фокусираат на снимање на младите самопрогласени херои на социјалните мрежи, како да се звезди во подем, како рефлекторот на да паѓа константно на нив со светлото кое што го зрачи, кои сакаат да го скријат мрачното минато кое го поседуваат, во кое се инволвирани, ама не им се зборува на нив за тоа, па затоа елементите од Scream и всушност слешер циклусот на 90-тите, односно тинеџерските слешер хорори, се имплементирани во рамките на оваа творба, само со здрава количина на крв, се разбира. Штом младите протагонисти сакаат слава, убиецот не се плаши да ги стави пред камера, да ги врзе на нивната своевидна гилотина и да го стрима пред се нивното умирање и секако дека финалната девојка која ќе преживее на овој филм ќе и биде потребен менаџер кој ќе раководи со низината новостекната слава заради тоа што треба да се капитализира од таа нова популарност која што ќе ја добие, бидејќи само еднаш може да се профитира од мртвите тела на своите пријатели, се разбира. Премиера имаше овој филм на филмскиот фестивал од Ребека, го дистрибуира Cinedigm Entertainment Group, Roundtable го продуцира, така што дури овој потфат за мое големо зачудување не на Данстин не е работен за Lionsgate, кои што беа подписници, нели, за сите изданија на Со, што е едно изненадување, меѓутоа сепак успеал со тој значително помал буџет на кој што е навикнат да работи, да комплетира едно модерно слешер дело кое ги има истите параметри кои ги имаат и тинеџерските слешери од 90-тите и сметам дека секоја генерација си заслужува еден нивен облик на слешер кој ќе биде одек на времето на кое се функционира и овој го дава коментарот, нели, за станувањето славен само мобилен во својата рака. А овој филм ја доловува игноранцијата на безгрижните млади кои не водат сметка за последиците на нивните одлуки, додека ги брка уникатниот потфат на убиец со дигитална маска во AMFAD, односно All My Friends Are Dead. Во продолжение ќе ја слушнеме и кратката најава за јапонскиот филм Chime. Chime е режисерско остварување на Киёши Куросава, односно станува збор за јапонски хорор ветеран, кој го знаете од Pulse, од Doppelganger, од Loft, од Penance, од Journey to the Shore, од Creepy, од Before We Vanish,
Foreboding исто така е негов To the Ends of the Earth и многу други филмски остварувања. Прилично плоден автор е во прашање, односно режисер кој му е своевидна спрега. Неговите дела се помеѓу насилните творби кои ги имаше Такаши Мике, Шинја Цукомото и Сиан Соно и нивната генерација, и пред се е мост, односно предводник на младите режисери кои се поповлечени со својот естетски израз, порезигнирани и во самата глума се ликовите во нивните филмови, но кои не се плажат да покажат крв, спасувајќи го J-хорор филмот со квалитетни изданија во кои што може да уживаме. Таков е случајот со ова комплетно уникатно остварување од неколку инстанци. Најпрви ово прашање е 45 минутен филм, значи нема непотребна експозиција за запознавање на ликовите. Директно сме фрлени во пресвртот во кој еден готвач кој ги подучува идните готвачи слуша одек на звонче со глас кој се појавува од негде никаде, и тие што ќе го слушнат ги иницира да извршат грозоморни дела, со оглед на тоа што острите јапонски ножеви им се надофат во кујната. Тоа значи дека добиваме прилично економичен филм, кондензиран околу една кујна со дневни кадри снимени од Коичи Фуруја, така што има доста мистерија која не ни треба да се разјасни од каде доаѓа овој инициран убиствен нагон, дали е наметан до некое демонско представление или од секојаш постоел во човекот кој во мигот која ќе стане жеден за успех, само му било потребно некој да го поттикне овој уништувачки агенс. Уште поуникатен е начинот на кој беше промовиран од страна на компанијата Roadstead, кои го продадоа на неколку мина, и тие всушност има авторски права да го рентаат за колку им душа сака, така што на тој начин се диктираше ширењето на филмот, налик споделувањето на видеокасета во 80-тите и 90-тите, што многу ми се допадна како еден вид на андерграунд начин на дистрибуција, што исто така му го соопштив и на Јошио, кинематограферот на Хамагучи, со кого имав можност да се дружам минатата недела во Битола и Скопје, кој е всушност пријател со човекот кој што стои за Roasted и има снимено видеоматеријал, време трајање на 1 час, за behind the scenes на самиот филм Chime, така што ова беше едно пријатно изненадување од страна на Куросава, со кое го обели образот на јапонскиот хорор филм, кој во изминатите неколку години беше подзаборавен и малте не недостапен за нас гледачите. Беше прикажан на Берлинале и на фестивалот во Хонг Конг. Долг филм редуциран на време трајање од една ТВ епизода или па проложен краток филм. Како и да милувате, да го квалификувате, неспорна е чистината и прецизноста на екзекуцијата, така што Куросава мислам дека дојде до некоја функционална формула која внесе мистерија во жанрот во процесот на дистрибуција, што мислам дека Chime може да биде почеток на една многу убава игра помеѓу авторот и потенцијалниот гледач во самата иднина, со оглед на тоа што го нема непотребното сало кое би било само тука за некакво атмосферично надградување на приказната, кое се уште го има, верувајте. Мистеријата воопшто не е одгатната во рамките на ова дело и многу добро знаете дека злото вире зад и околу секој можен кадар на овој одлично снимен филм на Куросава, кој веќе е во подвиг за да снима уште неколку долгометражни филмски остварувања, кои се надевам дека откако ќе го доживеат својот фестивалски живот на еден друг начин ќе преминат од азијскиот континент на европскиот, за да може да ги погледнеме. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза, имено во продолжение на емисијата ќе ги слушнеме бендот Oceans of Slumber, односно станува збор за бендот Houston, Texas, кој го издадоа овој месец нивниот албум Where Gods Fear to Speak. Ова е нивниот 6-ти студиски албум. Имено слушаме во рамките на оваа емисија исклучиво бендови кои ги издадоа нивните албуми во рамките на крајот на септември, всушност во текот на изминатиот месец, оглед на тоа што го започнуваме овој месец, издаваа за Century Media и станува збор за еден вид на прогресивен, дум, мелодичен, готик метал, како сакате наречете го овој бенд, едноставно еден хибрид со моќен женски вокал, кој што
плени со незиното присуство, односно Ками Гилберт Беверли е предводникот на овој бенд. Од нивниот нов албум ќе слушнеме композицијата Where God's Fear to Speak, потоа ги слушаме Ancients, односно станува збор за канадски метал бенд од Ванкувер, односно британска Колумбија, кој е прогресивен метал бенд со слач влијание, со heavy metal влијание. Тие го издадува нивното ново студиско издание Beyond the Reach of the Sun, едно прекрасно остварување од кое ќе слушнеме Despoiled, и за крај на овој музички блок ќе ги слушнеме Kublai Khan, односно станува збор за металкор бенд исто така од Тексас, значи ќе се вратиме од Канада повторно во Тексас, меѓутоа да слушнеме бенд кој што и тоа како има моќен риф и експресивен израз, така што комбинацијата со beatdown, хардкор и металкор е на многу добар начин реализирана во рамките на овој бенд кој го издадува нивното ново студиско издание за Rise, односно именувано како Exhibition of Prowess, од кое ќе слушнеме композицијата Darwinism и ќе слушнеме композицијата во која што Джейми Джаста гостува од Hatebreed, односно Hopeless Fate. Така што и слушаме продолжение Oceans of Slumber, Ancients и Kublai Khan, и потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите 9 хорор филмови кои ги избрав за потребите на ова издание, каде правиме преглед на се што беше страшно во ова лето. Живеете! Во рамките на 587-то издание на емисијата Данс и Макабре ви говорам за 13 хорор филмови кои се појавија во периодот помеѓу 15-та и 16-та сезона на емисијата, односно кога беше емисијата во мирување, односно земавме здив, поточно во летниот период, и со прегледот доаѓаме до петиот филм за кој што ќе ви говорам денес, односно ќе слушнеме најавата за филмот Одити. Одити е режисерско остварување на Демијан Мекарти, односно тоа е неговиот втор долгометражен игран филм, откако претходно го има режирано инди хорор филмот Кавајет, по кој имав некаква предпоставка што всушност да очекувам, со оглед на тоа што материјалот на филмот беше погласен од самото негово ново дело, во кое еден психички медиум се обидува да ја дознае вистината за смртта на сестрата на протагонистката на местото на злосторството, каде се кријат нечестиви сили кои се замешани во незиното убиство, за кое не е убедена дека има отворено незината сестра вратата на непознат човек кој избегал од институција на среден ноќта за да ја убие. Медиумот оди во домот на вдовецот кој веќе има нова сопруга, каде таа се обидува да дознае што всушност се случило со незината сестра, бидејќи не е заверување полицискиот извештај за убиецот и не е далеко од вистината, само што незиното доближување до неа носи и грозоморни последици. Колм Хоган ги осветлува сите ѓошиња од домот што се значајни за да биде задржан ликот пред снопот светлина, останатото е проголтано од мракот каде виреат тајните на необјаснетото злодело. Филмот беше награден од публиката на South by Southwest и на Overlook, од каде се дигна фамата за ова остварување, кое факт е дека го чува својот престорот во тајна, но мене лично ми недостасуваше решителност во наметнувањето на хорор елементите во творбата, која ги тегне границите на мистеријата и не дава крваво финале за паметење во самата творба. Тоа значеше дека уште еднаш се докажа соработката на купување на филмот од фестивалите од страна на AFC, кој го дистрибуира во киносалите пред да заврши на хорор стриминг платформата Shudder, каде може да се најде овој надприроден хорор во кој парапсихолошките феномени се од полза за разоткривање на вистината во Одити, така што секако дека има визуелни квалитети кои треба да се вреднуваат, особено во начинот на кој што се игра со енигматичното расветлување на убиството, меѓутоа, односно расветлувањето на енигмата околу убиството, меѓутоа сепак сметам дека беа недоволно истакнати самите хорор елементи кои го
покриваат пресвртот кој се обидувам во текот на емисијата да не го споделам со сите вие кои што го немате погледнато ова прилично солидно снимено филмско остварување кое гласи Одити. А во продолжение ќе ја слушнеме најавата за We Are Zombies. We Are Zombies е режисерско остварување на Франсуа Симарт Анук Висел и Јоан Карл Висел, односно стана збор за третиот долгометражен игран филм кој го има снимено оваа тројка по одличниот Turbo Kid и Summer of 84, па во дефицитарност на хорор комедии за ова издание на Дансе Макабре го избрав новиот филм на оваа канадска тројка која ни го прикажа светот во кој луѓето живеат рамо до рамо со зомбијата, кои се наречени living impaired, односно со попреченост на животот, кај што тројца денгувари запалени по брзо стекнување на пари ќе мора да се пресметаат со ситни криминалци и еден конгломерат, една масовна фирма, корпорација во борба за спасување на нивната киднапирана супер бабичка, кога ќе се напоменат претходните носталгични акциони остварување на авторите, ќе треба да го погодите нивото на наивниот хумор кое милуваат да го практикуваат во творбите кои се присутни во новата, која можеби е насочено повеќе кон помладите, но штом се најдете на точната фреквенција со хумореската, тогаш верувам дека ќе уживате во тоа што ќе го погледнете. Значи, во прашање се зомбија кои се однесуваат како ликови со попреченост на кои им е одземен животот и правото на живење. Всушност, што значи дека се покрева дискусија во јавноста за нивните права, всушност во општеството, односно тоа се всушност безпомошни зомбија, односно зомбија со вилици кои единствената штета може да се ја предизвикаат само на себе си, се додека не се инволвира злобната корпорација и ги мутира во зомбијата кои сите ги знаеме и ги познаваме, кои се гладни по крв и мозоци. Односно свет во кој има зилфови, обезглавување на зомбија под покровителство на приватниот сектор, кој го имаме исто така тука Жан Филип Берниер, кој е кинематографер на делото, кој со помош на монтажерот се обидуваат да ја задржат прогресијата од споро движечките зомбија со фиксирани кадри до френетичните зомбија каде главите летаат во забрзен тек, во што успеваат да ја постигнат оваа транзиција. Bloody Disgusting го продуцираат филмот кој заврши на нивниот Screambox стриминг сервис, прикажан се разбира на Fantasia, каде е награден од страна на публиката, што е најдобар индикатор дека ви гарантира филмот да си поминете прилично забавно со нивните сплетки. Потоа беше прикажан на Fantasy Film Fest, Fantastic Fest, Sitges, Страсбург, едноставно врвни жанровски фестивали, филм кој ни овозможи да погледнеме прегазено зомби во автомобил, меѓутоа и зомбифицирана мајка Тереза. Така што хуморот и цревата тука ви се загарантирани, затоа што комедијата кога е наменска е ефективна во овој филм, а хорор елементите се грозоморни и тоа без пардон, па затоа сметам дека е успешна легурата помеѓу хорор и комедија во We Are Zombies. А во продолжение слушаме многу кратка најава за корејскиот хорор филм се извинувам, Sleep. Sleep е режисерско остварување на Джейсон Ю, односно тој е всушност асистентот на Бонг Јун Хо на неговиот филм Окжа, а овој филм Sleep е неговиот прв долгометражен филм. Моментално работи на краткиот филм The Favor, каде родител буди неговиот син во ноќта за да побара од него некаква си невообичаена услуга. Тој е филмот кој ќе го работи по Sleep. Меѓутоа, Sleep е корејски хорор филм во кој млада времена сопруга се обидува да го спречи нејзиниот сопруг да се себе повредува за време на неговите кошмари, па се обидува да биде од помош пред да одлучи да нанесе и непоправлива штета не само на себе си, туку и на останатите членови на семејството. Неговото месечарење започнува наивно, со чешење на образот, до одење до фрижидерот, каде што се гозби, но тоа
е доволно да ја загрижи сопругата пред се. Секако дека може да се чита како невербален порив за страв од проширувањето на семејството на несвесно рамниште, од друга страна па како и постпародилна параноја може да се гледа на страна на мајката, но може би има и некоја друга сила во игра, односно може би има два духа во едно тело, пример. Поделен по поглаве низ кој што прогресира месечарењето и откако ќе се роди бебето ќе протагонистот кој што месечари ќе спие зад врата со клучи катанец, повреќа со спиење со цел да се спречи неговото несвојствено, односно неконтроливо шетање. Снимилото прогресира во црвенило во последниот чин од кинематограферската работа на Таe Soo Kim. Од семејна мелодрама филмот заминува во патологија на чување на потенцијален убиец во домот, кој секако дека би го извадил, секого би го извадило од памет, како што и се случува во ова остварување. Филмот беше прикажан на Канскиот филмски фестивал, потоа се прикажан на Fantasy Film Fest, на Raindance во Торонто, на Сплет во Монклер и на Night Visions, а во кината на САД го дистрибуира Магнет. Во наплив на филмови за бременост, овој филм се двои од сите останати, затоа што новороденчето не е всушност предмет на творбата, туку со односот кој го имаат родителите, наспроти, например, Coffee Table или па Revenge, каде што новороденчето беше предмет на самиот филм, тука е ставено како еден вид на иницијатор на овие надприродни феномени кои ги полудуваат двајцата сопружници, а тоа да не ми тие само бебето кое што ќе биде проблемот во нивната релација со оглед на тоа што тие имаат неразчистени работи помеѓу себе, а и останатите жители на самата зграда, како што ќе дознаеме од ова одлично корејско остварување именувано како Sleep. Во продолжение слушаме најавата за ремейкот Sleep, Speak No Evil. Speak No Evil е режисерско остварување на Джеймс Воткинс. Него би требало да го знаете по еден одличен и бескрупулозен хорор филм кој што гласеше Иден Лейк во 2000-тите. Потоа тој исто така режисерот на Woman in Black, автор е на Bastille Day и неколку серии во меѓувреме во 2010-тите работеше. Разбирливо од нешто мора да се живее, па затоа снима ремейк на еден од релативно понов филм, кој на хартија е потполно излишно да биде ремейкуван, затоа што оригиналниот филм е од 2022 година, кој е рецензиран надолго и на широко во Дансе Макабро на моја страна, има еден убав нихилистички епилог по кој што јас ќе го памтам до крај на живот, со тоа што во овој ремейк не се опрашање само европски семејства, туку едно американско кое е покането од страна на британско во рурален предел да помине викенд во нивниот дом, само што нема да може да си заминат кога баш тие ќе посакаат. Джеймс Мекавој и Макензи Дейвис секако дека одлично се носат со улогите, а штом дознаеме зошто не зборува момчето на домаќините, кон крајот на вториот чин, тогаш веќе децата се свесни зошто има толку многу куфери на туристи во шталата на Мекавој. Така што во поглед на почетокот на филмот и динамиката на семејството е идентичен со оригиналниот филм и се оддалечува кон самиот епилог. Тим Морис Џонс е кинематограферот кој ги снима стравичните и тензични сцени на дневно светло. Воопшто, признавам дека не ми се допаѓа холивудизираниот епилог, каде победува, се разбира доброто, затоа што ако се занемари таа артистичка вредност на сценариото, ќе добиеме солидно снимен хорор од 2000-ти и ништо повеќе. Според мене не беше надограден оригиналот, туку упростен за да може да го преджвака крајот американскиот гледач во големите кино сали ширум светот, кој ќе навива за жртвите на овој туристички хорор. На ремейкот му фали смелост која ја има оригиналниот европски инди хорор филм, без разлика што го има насилниот и неконтролив Мекавој, да биде синоним на злото, што и тоа како е значаен за самиот ремейк и вреди да се изгледа само поради неговата непресметливост која што ја има во рамките на овој филм и е постојаната закана за сите останати ликови во ова остварување. Бисерот е во епилогот, а тука школката е празна
и направена по проверената холивудска формула, а европскиот хорор функционираше затоа што не правеше компромиси и немаше спасение во неговиот епилог, снимен во Хрватска со премиера на Fantasy Film Fest и Motel X, продуцирана Universal Blumhouse и Хрватскиот филмски фонд. Мекавој и Дейвис се подобри актери од оригиналната екипа, тоа е неспорно, ама затоа ремейкот е сценаристички нивоа под оригиналниот филм во самото финале, затоа што ако не можеш да ја подобриш Мона Лиза, не можеш да правиш нејзина холивудска копија. Мислам дека е задоволен светот со една од нив. Ќе преживееше светот и без американскиот Speak No Evil, меѓутоа поради актерскиот перформанс сметам дека вреди да биде погледнат, а со оглед на тоа што е толку моќна оригиналната идеја, многу мали се шансите за да биде комплетно упропастена, без разлика на тоа колку Blumhouse и нивната желба, односно за уништување на и комодификација пред се на ова оригинално европско остварување, сметам дека нема да биде на голема штета на самиот Speak No Evil. А во продолжение слушаме најавата за одличниот Strange Darling. Strange Darling е режисерско остварување на J.T. Molnar, кој него го знаеме како режисерот на долгометражниот игран филм Outlaws and Angels. Тој сними филм во кој од забава за една ноќ станува се претвора во потера по серијски убиец на неговата жртва, филм кој е спрега помеѓу еротскиот трилер и хорор жанрот. Кайл Галнер и Вила Фицджералд го носат филмот на нивниот грб, со самиот чинител што се изместени од редослед поглавјата и се започнува од третото. Веќе имаме постмодерна игра со засек во хронотопот, така што иницијално сме препуштени кога на нишан насилникот ја држи жртвата која бега од него, чино действие кое би го погледнале кон крајот, например, на вториот почетокот на третиот чин, а не на самиот почеток на филмот, што значи дека акцијата треба да го улови гледачот од прв поглед, каде самото ладно отворање, нели, се продолжува со останатите акциони сцени од разрешницата, за да се наврати на ролплей сексуалните игри кои ја возбудува девојката, од каде би требало да започне всушност филмот, доколку би бил конвенционален редоследот на действието. Убав пресврт е мотивот на агресорот и со промената на течението се игра со всушност со предрасудите на гледачот повеќе и се пролонгира дознавањето на мотивацијата на насилникот, која доколку би била хронолошки изведена, многу рано би се дознало кој всушност е тој што го нанесува насилството. Меѓутоа на овој начин се пролонгира обелоденувањето на злосторникот. Джовани Рибиси, за некое големо чудо, е кинематограферот, односно актерот кој што застанува зад камера за да ни понуди потполно сатуриран, интензивен колорит во ова дело, каде некогаш е прекумерен, а некогаш основните бои го јадат всушност вкупниот амбиент. Меѓутоа 35 мм се супериорна текстура за секое дело, вклучувајќи го и ова. Со прилично интензивен скор на Крейг де Леон, овој филм беше прикажан на Sitges, на Fantasy Film Fest, Fantastic Film Fest, Fright Fest и Камера Имаж, и дури и на Motel X, продуциран е од страна на Miramax, кој изгледа на Бони и Клайд, односно на Badlands за нови генерации, ама играта на тоа кој кого држи на нишан и нелинеарниот хронотоп го двои Strange Darling од останатите бледи копии на True Romance филмовите од 90-тите и раните 2000-ти. Така што топла препорака од моја страна за поавантуристичките гледачи на скршен хронотоп и постмодерни интервенции во нивните хорор филмови, каде мачката и глушецот ги преозначуваат нивните функции, е да го погледнете Strange Darling. А тука ќе направиме на кратка музичка пауза, ги слушаме бендовите од најагресивниот сегмент на емисијата, односно ќе слушнеме Wintersun, кои што
се вратија на музичката сцена со нивното ново студиско албумско издание во рамките на овој месец, односно го издадоа долго очекуваниот Time 2, издаден за Nuclear Blast, нивниот четврт студиски албум на овој мелодичен death metal бенд, односно од овој албум ќе слушаме долгата композиција The Way of the Fire и потоа следува уште еден мелодичен death metal бенд кој за разлика од овој фински бенд од Хелсинки доаѓаат од Америка, односно беа предводници на новиот американски метал бранд во 2000-тите, кој односно станува збор за моќниот The Black Dahlia Murder, кој го издадо исто така овој месец нивниот нов студиски албум за Metal Blade, Servitude се нарекува овој албум, односно нивниот 10-то студиско остварување од кој ќе слушнеме моќната Panic Hysteric и ќе завршиме со Oceano, односно станува збор за американски деткор бенд од Илиноис, кој што го издадоа нивното ново студиско издание кое гласи Living Chaos, издадено за Sumerian, односно нивното шесто студиско издание, од кое ќе имаме можност да слушаме композицијата Wasted Life. Предупредувам, моќен death metal блок во сите негови итерации кои ги имаме на располагање во минатиот месец, така што слушаме Winter Sun, Black Dahlia Murder и Oceano и се враќам во етер да ви говорам за последните 4 хорор филма за ова лето. Во рамките на 587-то издание на емисијата Дансе Макабра ви говорам за 13 хорор филмови кои сметам дека се важни и значајни да бидат погледнати, кои се појавија во летниот период за паузата помеѓу 15-та и 16-та сезона на Дансе Макабре. Меѓутоа, со прегледот и рецензирањето всушност на овие филмови доаѓаме до последните 4 остварувања за вечерва, односно во продолжение ќе ја слушнеме најавата за долго очекуваниот Longlegs. Longlegs е режисерско остварување на Озгот, односно Ос Перкинс, четврт долгометражен игран филм, претходно ги има режирано I'm the Pretty Thing That Lives in the House, February, филмот кој што одбивам да го наречам The Black Coat's Daughter, затоа што првпат го погледнав под тоа име и ќе им биде синоним February, за според ме неговиот најдобар филм. Потоа Gretel the Cancel, да не го забораваме ова прекрасно визуелно остварување кое го има сработено Оз, односно синот на Ентони Перкинс, кој го знаете од Психо на Алфред Хичкок, со тоа што работи на The Monkey, филм кој што за двајца браќа наоѓаат играчка мајмун и на филмот Кипер, каде што пароди во колиба и жената од парото станува сама и прогонета во неа. Така што The Monkey и Кипер се филмови на кои што моментално работи по завршувањето на Longlegs, кој го сними еден од најзначајните хибриди на хорор и трилер жанрот за оваа година, во кој Маика Монро е млада FBI детективка, која е под притисок да го најде серискиот убиец кој е инволвиран во окултизам, кој да ми ти бил глумен од Николас Кейдж, кој ја пее најезивата верзија на Happy Birthday која некоја што ја погледнале. Психопатологијата на страна гледаме еден модерен пандан на Silence of the Lambs, односно кога јагнињата ќе стимнат, каде низ прекрасно кадрираните сцени во кои злото може да надзира за секој кадар на Андреа Сарочи под амбиенталното светло во широк план со истакнати сепија, земјени нијанси, бркајќи симетрија во артистичкиот пристап на винтидж снимките, додека Маика се продира подлабоко во амбисот, а Кейдж и тоа како е дораснат да биде модерниот Ханибал Лектор. За мој вкус немаше значителни исчекори во овој поджанр, кои би го збогатиле веќе богатото станиште од крвавите трилери, возбудливите хорори какви што ги има во изобилие, но постоечката морничаво за секој исчекување од можен атак на незаштитените протагонисти го прават овој филм да се разликува од сите остварувања кои што му се нему слични. Оз е голем естет, како што тоа го заклучивме од секој негов досегашен филм со музика од неговиот брат Елвис. Перкинс така што тука има успешна комбинација на загадочна премиса со семоќна мачка и избезумени глувци, која е полн погодок за неон, прикашан на Beyond Fest. Сепак,
визуелно врвно естетско дело со непровокативност и же можеби, кое е задолжително за гледање сите љубители на крими аспектот на хорор жанрот со добре дојдена морничавост која што ја поседува Longlegs. А во продолжение ја слушаме најавата за Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person. Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person е режисерско остварување на канадската режисерка Ариане Луис Сейсе, прв долгометражен игран филм која има десетина кратки филмови претходно кои ги има реализирано во незината кариера. Режира coming of age вампирски хорор филм во кој млада вампирка има потешкоти да го реализира незиното прво убиство на човек за да може да се прехрани со нивната крв, но затоа пак налетува на еден млад дечко кој има суицидални тенденции и може да ја реши незината етичка дилема, само што ќе се заљуби во неа. Многу вешта употреба на coming of age елементите, односно созревањето на младиот лик кој е паралелизирано со незиното самостојно ловење на плен и станување на возрастен, нели, а при тоа соочувајќи се со тинеџерските потреби да се виде нормална девојка која ќе ужива во животот без разлика на тоа што е долговечна. Во таа спрега на вртлогот на емоции се вмрежува всушност филмот, кој на многу успешен начин ги инкорпорира вампирските тропи, меѓутоа ова дело има и солиден број на хумористични сцени и реплики кои се проткаени низ творбата за да се потисне неудобноста во тинеџерското тело. Без разлика од тоа што Шон Павлин го кадрира мракот како Вил, кој ќе ја заштитува младата вампирка, мене ќе ми наликува на овој филм на црно-белиот Girl Walks Home Alone. Најтокму поради тинеџерските елементи и вампирските амалгамирања низ тропите. Прекрасна е шпанската композиција во јавната шпица на ова дело, еден од најнаградуваните фестивалски хорор филма за оваа година, кој има богат фестивалски живот, започнувајќи од Венеција, потоа играше на Fantasy Film Fest, играше Солун, Тајпеј, Палм Спрингс, Сиджес, Калгари, Торонто, Сплет и на многу други значајни жанровски фестивали. H264 го дистрибуираат филмот ширум светот со филм, како што можете да заклучите, со маратонски наслов, но со големо срце кое додека пулсира. Секогаш ќе постои вампирка која ќе сака да му помогне на едно срамежливо момче да раскрсти со животот, но нема да раскрсти и со љубовта која ја има кон неа. Иако е долгорочен насловот на овој филм, Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person детално опишува која е потребата на вампирката да го најде низиниот сакан кој е подготвен да го откаже животот, да се откаже од животот, меѓутоа не е подготвен да се откаже од неа и кога има љубов, секогаш има решение. По овој филм ќе ја слушнеме најавата за филмот Куку. Куку е режисерско остварување на Тилман Сингер, негов втор долгометражен игран филм по одличниот Луз на овој германски режисер, кој снима филм за ќерката глумена од Хантер Шефер, која јас и останатите фрливме околу неа на серијата Еуфорија, одлучува да ја глуми вознемирената ќерка која по загубата на незината мајка отпатува со новото семејство на незиниот татко на Алпите, каде се соочува со една невообичаена појава на луѓе птици, ако можам така да ги условам, кои имаат моќ да влијаат врз животите на останатите. Дефинитивно е опрашање на уникатен злосторник во ова дело, кој црпи инспирација од кукавицата, односно од птицата, која во незината природа и е да ги остава своите јајца од туѓите гнезда со очекување дека другите птици ќе ги снесат и ќе ги испилат. Сличен пристап имаат и овие луѓе со уникатен начин на нарушување на просторно-временските координати со овој оглушувачки писок, преку кој ги положуваат нивните јајца во човечките тела. Нарамништена идеја е прилично уникатен овој концепт, а исто како и Луз, проблематичен е начин на реализирање на идејата со нелогичности во драматургијата, но за разлика од Луз, овој филм е подобро структуриран и поразбирлив за широките маси.
Паул Фалц е кинематографер и на овој филм на Тилман, потопен во клиничкото синило на интериерите, така што на визуелен план нема да бидете разочарани, затоа што одлично се осветлени и кадрирани и интериерите и екстериерите. Ден Стивенс го гледаме во споредна улога на ова остварување. Премиерата ја имаше филмот на Берлинале и потоа се прикажа на South by Southwest, во Брисел, на Raindance, во Фантазија, Оверлук и многу други филмски фестивали. Уште еден успешен хорор потфат кој го купија Неон оваа година од фестивалите и многу ме радуваше што на самиот прес на Берлинале Хантер го бранеше хорор жанрот во кој го наоѓа своето удобно место и популарните актерки како неа имаат удел во нормализирањето на жанрот помеѓу останатите филмски жанрови со негова популаризација без да биде деградиран од неуките и арогантни гледачи критичари кои не може да ја согледаат неговата големина и убавина, а има во што да се воодушевиме во Куку со оглед на тоа што има една константна тензија која се појавува со секој човеколик облик на овие уништувачи на се наоколу кои бараат само нивни жртви каде ќе може да го продолжат нивниот род, така што затекната е во оваа спрега самата Хантер Шефер која е избезумена од прв до последен кадар и се носи со теророт во кој што е впрегната. И за крај ќе слушнеме најавата на филмот Треп. Треп е режисерско остварување на М. Найт Шамалан, односно него го знаете како авторот на The Sixth Sense, The Village, Knock at the Cabin, All, The Glass, Split, Unbreakable, The Visit, Signs, The Happening и мал милион на други понеквалитетни филмови, односно тој го сними филм за татко и ќерка кои одат на концерт на поп пејачка, која да ми ти била ќерка на режисерот, во концертна сала во која што полицијата го организира концертот во соработка со артистката само за да го улови серискиот убиец, за кои имаат индикација дека се наоѓа таму и не грешат за тоа што самиот Джош Хартнет, таткото на девојката, е тој што треба да се измолкне надвор од салата без да биде уапсен, што значи дека треба да ја игра играта на глушеци многу мачки кои може да го намирисаат на секој чекор, а тој завлакно да им избега пред се незабележан. Што знае да ја тестира и убедливоста на филмот, особено во епилогот на Семоќниот убиец, но да речеме дека во првите два чина полицијата е негов верен пандан. Кога ќе се избега од концертот и се чуваат заложниците, се исчекува правењето на грешки затоа што се наоѓа во неконтролирана средина и емоциите знаат дури и еден социопат да го направат неспремен и во последен момент одлучив овој опасен трилер да го вбројам во емисијата, а не например филм како Blink Twice поради вештината за манипулирање на драматуршките елементи која што ја поседува Шајамалан, искусен волк е тој, кои отсуствуваат од пролонгираниот видеоспот на Зои Кревиц што го нарекува филм, но за разлика од неа Шајамалан знае како да оркестрира возбуда и ладнокрвен страв, доловена со бебешкото лице на Хартнет, кое крие неизмерно зло и смел потек за најавување на неговите задни намери уште од првиот чин. Кинематограферот Сајомбо Мугдепром и тука е кристално прецизен и детален како и во сите негови други остварувања. Warner Bros се дистрибуторите на филмот со 30 милионски буџет кој играше во нашите киносали, само штета што беше PG-13 затоа што да беше поголем рейтингот ќе ги извалкаше повеќе рацете со крв Хартнет со оглед на тоа што М. Найт го прави да биде толку опасен и снаодлив без да погледнеме кому тоа им го одземал животот и како и на што е всушност се способен ако веќе правиме од него сезнаен злосторник, кој доколку би бил со рейтинг Р или па можеби со без рейтинг овој филм, би го погледнале во прилично би го прогледнале во прилично опасни ситуации во кои што би бил затекнат Джош Хартнет и на дело всушност сето тоа што ни е оставено да го проектираме со оглед на тоа што е PG-13 филм и не може ништо од неговите злодела да биде прикажено во ова остварување кое е исто така еден опасен трилер, което порака од моја страна да го погледнете, заедно со филмовите Максин, Alien Romulus, AMFAD, Chime, Oddity, We Are Zombies, Sleep
Speak No Evil, Strange, Darling, Humanist Vampire Seeking, Consenting, Suicidal Person, Longlegs, Cuckoo, кои ви говоре во рамките на 587-то издание на емисијата Дансе Макабре. А за самиот крај на емисијата ќе слушнеме Leprous, односно норвешките прогресивни рок-н-рол и метал артисти кои го издадоа нивниот 8-ми студиски албум Melodies of Atonement минатиот месец, од кој ќе слушнеме прекрасните две композиции Silently Walking Alone и I Hear the Sirens за крајот на ова издание. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 587-миот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и не плашете се ниту од животот, ниту од смртта.